24 анализа. Во оваа земја со се доцни, само умирањето е пред време. Овој транспарент кој што остана во Скочани сведочи дека земјава никогаш нема да се опорави од најголемата катастрофа која што и се случи од нејзиното постоење. 59 млади луѓе загинаа, над 190 повредени. Истрагата е во тек, се најавува проширување. За кого? Дали наместо само поранешни функционери ќе има и актуелни? Дали ќе одговараат полициските началници за непостапување или ќе завршат само со разрешување? Како двајца од поранешните градоначалници на Кучани завршија во куќен притвор наместо во ефективен притвор, како државата дозволи темпирана бомба, како што е импровизираната дискотека Пулс, да експлодира, а никој да не превземе ништо, иако сите знаеле што се случува таму. Уште колку такви темпирани бомби заради кеш, мито, корупција и криминал отчукуваат во оваа држава? Може ли Македонија да се рестартира? Ова се само дел од дилемите и прашањата за кои што вечерва ќе разговараме, ќе бараме одговори, меѓутоа ќе се обидеме да дадеме одговори на дел од дилемите кои што изминативе 2 недели се отворија, а за сега не слушнавме институционален одговор. Јас сум Душица Мрѓа, а вечерва мои гости во 24 анализа се Злате Димовски, универзитетски професор од Факултетот за безбедност. Благодарам што сте тука. Добар вечер. И адвокатот Асмир Али Спахич, благодарам и вие што сте тука вечерва. Добар вечер. Се изнаслушавме се исти што периодов, голем бес, но и голема тага, но и си уште би кажала и големо неверување за сето тоа што и се случи на Македонија пред точно 11 дена. И 11 дена по пеколот, една недела по погребот, се уште останува прашањето како можеше државата да си дозволи таква темпирана бомба во сред населено место. Кучани нема ни 30.000 жители. Се менувале влади, се менувале началници, министри за внатрешни работи, директори на пазарни инспекции, на УЈП, локална самоуправа и така натаму. Сите знаеле, никој не превземал ништо. Како може ваква темпирана бомба во сред населено место да се случи во една држава, професора? Па ако сакате, и што значи за безбедноста на државата една ваква трагедија? Навистина, пред се и над се една тажна слика имавме овие денови. Таа тажна слика кај сите ќе ни остане длабоко врежена во главите и ќе се потсеќаме на овој настан. Предпоставувам дека многу долг временски период, зборувам за ние кои што не бевме присутни на самото лице место, не сме зафатени со самата непосредно, него сме посредно зафатени. И сето ова ќе значи една навистина еуфорија, една црна слика кај сите нас во главите. Како можело сето тоа да помине? Интересно сме поставени. Добро, сега да почнеме од прво дека вакви несреќи се случували на други места. Факт е дека каде што е човечкиот фактор, сака да се случува по нешто, меѓутоа добро би било да можеме да ги превенираме активностите, да можеме да делуваме пред да се случат и нормално дека да превземеме соодветни мерки. Овде не се превземени ни за намерки, мораме да критикуваме дека некој не превзел мерки пред се и над се институциите, меѓутоа треба пред се да разговараме за сопственикот, оној кој што го организирал, а се менувале добар број на сопственици, од она што читав, од она што слушав дека е така. И едноставно навистина се чудам како би можел тој да пушта пред се млади лица, да организира забави без да обезбеди соодветни услови. Втора работа, како успел да ги набави сите тие дозволи кои што ги имал, формално правно тој ги имал. Сега дали тие се фалсификувани или бог знае какви се тоа, институциите на системот ќе си го вештачат, меѓутоа тој пред се и над се тоа го ставил во правниот промет, ги покажал тие документи, едноставно прифатени му биле тие документи без некој да направи проверка или да има сомнеж дека нешто може таму да е неисправно. Во таквите услови, во таквата ситуација, тој си продолжил со работа. Предпоставка е дека за сето тоа
очигледно дека некаде морал да подмачка таа машинерија, очигледно. Сега се сомневаме нормално, немаме докази, ова се Добро, тоа беше дел од излагањето и на јавното обвинителство, дека имало уломиту, имало корупција, имало... Да, доправед се докажува, меѓутоа, еве, постојат основите на сомневање дека постои такво нешто и никој не отишол чекор напред да проактивно делува за да може да се попречат ваквите активности. Не велам превентивно, него проактивно. Интересно стана некако како стил на живење да ние дискутираме сите постфестум, било што да се случи, и тек тогаш да ги наоѓаме главните виновници. Никако да застанеме и да погледаме еднаш или да се погледаме меѓу себе, секој во својата област на интерес, онаму каде што сме вработени, онаму каде што сме се образувале, доградувале и така натаму, да придонесеме нешто повеќе чекор напред. Стана пракса, ако евентуално некој си дозволи таков луксус да каже нешто дека треба да се промени кај нас и така натаму, да биде протолкуван како човек кој што е против актуелната власт, значи актуелна во тој момент кога ќе зборува и така натаму, и едноставно ќе го гледаат со сосема поинакви очи. Зошто е сето тоа така? Едноставно кај нас одиме на она најниското, искрено, тој зборува заради тоа што не е од нашата политичка опција. Тоа е најлошата квалификација која што можеме да ја добиеме, затоа што ја зборувам од мој аспект, ние како професори, како лица од академската фела, имаме можности, пошто се надоградуваме во одредена област, да дадеме своје видување. Колку и да застаниш да даваш своје видување, колку и да сакаш нешто да смениш, напротив, тешко ќе ти оди сето тоа и ќе најдиш на низа на, ние викаме, ѕидови, кои што треба да ги пробиеш, за да успееш нешто да промовираш, да кажеш нешто што е пофункционално, затоа што сепак не сме експерти како што не крстуваат, него едноставно сме луѓе кои што прочитале барем 1 до 2 книги повеќе од останатите. И од тој аспект следиме одредени трендови во светот, каде што луѓето забележале, делуваат проактивно и имаат побезбедно општество. Од тој аспект ние треба да делуваме, а од друга страна треба да ја дигнеме јавната свест, пред се и над се кај студентите, еве нашата таа фела која што ние обучуваме, да тие утре бидат нашето огледало и да не ги прават истите грешки кои што еве нас не затекнаа. Морам тоа да го кажам, не затекнаа. И сега понатаму, еве пак ќе зборуваме. Ние зборувавме претходно и за тероризам, сум бил на вакви разговори, за разузнавање и така натаму. Тоа е нели областа која што јас се занимавам. Да. Сме зборувале секогаш постфестум, пост извршување на одредено дејствие. Никогаш пред тоа. А што? Ќе се правдаме дека имаме стратегија. Не сваќајќи дека за било што имаме стратегија. Ние зборуваме за планови, стратегии. Да, стратегијата е парче хартија, некој треба да ја спроведе неа. Ние имаме добри размисли, меѓутоа за да ги имплементираме треба многу. Колку со овие верижни действија кои што вели обвинителството засега дека ги истражува и дека се дел од таа постапка, сепак некој ја довел безбедноста на тие луѓе во прашање? Дефинитивно. Видете, поширокиот поим на безбедност подразбира безбедност на државата, безбедност на континентот, безбедност на светот и така натаму. Меѓутоа на микрониво, безбедноста на секој човек треба посебно да се гледа. Таа е таа човечка безбедност и ако некој се чувствува небезбеден, тогаш ние треба да преземаме соодветни мерки. Ние зборуваме од аспект на државата да му обезбеди. Факт е дека не може индивидуално сето тоа да се реализира, меѓутоа постојат инструменти, постојат методи, средства, начини како ние да обезбедиме на одредена група на граѓани безбедно да живеат во ова општество кое што го градиме заеднички и каде што сите треба да се чувствуваме комотно, пред се безбедно. Јас го земам тој пример со моите студенти, ние се наоѓаме во училница, што ако во таа училница кај што седиме, одгоре некако дали плафонот или евентуално дел од светлата ни падне. Како ќе се чувствуваме? Многу небезбедно. Еве истото и овде. Ако сега почне да виси овој рефлектор или се изгаси или не знам што се случи, ние небезбедно. И одеднаш добиваме на еуфорија кај себе, ја пренесуваме таа кај останатите и веднаш се добива тој едноставно то фама низ народот дека не сме безбедни, дека тоа може и нас да ни се случи. Фактички ова што сега го имаме. Сега имаме на фама низ државата каде што сите сме исплашени. И јас верувам дека сега овие концерти што ќе се организираат во скоро време ќе бидат со мала посетеност, ќе има поинакви мерки на кои што ќе се превземаат и така натаму, за сето тоа да трае, ајде да кажеме 2-3 месеци до 5 месеци, ќе се заборави на сето тоа и потоа пак ќе си одиме по истата приказна која што сме ја имале и претходно. Тука е нашиот проблем. Господин Али Спахич, загрозување на општата безбедност во животот на граѓаните, верижни действија,
Тоа е таа првична квалификација за која што има истрага. Јавното обвинителство за сега се осомничени. Тие луѓе што се осомничени и во нив поранешни директори, поранешни раководители, поранешни градоначалници, освен или Љупчо Папазов, тоа е во оставка актуелен, ако така може да го кажеме. Актуелен нема никој. Нема актуелен директор на ДПИ, нема актуелен директор на УЈП, нема актуелни началници на СВР, на ОВР, тие беа разрешени. Не видовме никој актуелен функционер. Извинете, а самиот директор на ДПИ кажа дека последен пат инспекција во тој локал, кабаре, диско клуб, како и да го наречеме, да не го цитирам министерот за внатрешни работи, таа штала како што ја нарече, била во 2022 година. Прво да искористам и јавно можноста да изразам сочувство до трагично загинатите. И се надевам дека ќе извлечеме поука од сето ова, но најтешко е секако на семејствата на починатите млади деца. И секако се надевам дека институциите во соработка со сите меѓународни партнери каде што се лекуваат, ќе направат надчовечки напори да ги спасат сите тие критично болни кои што се уште се водат, а според извештаите се уште 4-5 со цел да можат да евентуално продолжат по тој некој нормален пат во животот понатаму. Навистина зачудува фактот со оглед на описот на сомненијата за сторено кривично дело дека се случува од 2012 до 16.3.2025. Тоа е значи опис без малку од 13 години. Видовме 34 физички осомничени лица на кои што им беа определувани краткотрајни притвори, меѓутоа со отварањето на истрагата беше определен и 30-дневен притвор. Но добра ви е констатацијата како и на многуте личности кои што изминатиот период дава јавни коментари во оној дел каде што се вели дека тој период од 12 до 25 е многу голем и таму се менувале многу директори, таму се менувале многу функционери, таму се менувале многу началници, таму се менувале многу одговорни лица кои што имале обврска да превземаат дејствија се со цел на превенирање на она што ни се случи на 16.3.2025 година. За жал повторно ни се случува она мешање на политиката во сето тоа, политичките партии со заклучоци дека станува збор за селективна правда, станува збор за неселективна правда, станува збор за констатации кои што според мене ја отежнуваат истрагата. Јас ги охрабрувам истражните органи, вклучително Министерството за внатрешни работи, јавното обвинителство и сите други истражители кои што работат и институции во детали да го истражат она што јавноста го бара. А тоа е да се истражи секој детал во постапување или непостапување на секој директор, на секој службеник и на секое одговорно лице во тој период, од 2012 до 2025. Чинам дека за тоа се залагаше и премиерот, чинам за тоа се залагаше и министерот за внатрешни работи, чинам и за тоа се залагаат сите да утврдат и било каков пропуст ако некаде е направен од некого да се одговара. И се надевам, бидејќи имам многу пријатели во Кочани, дека истрагата која што се води последниве 3-4 дена 5 е многу интензивна, со фаќање на многобројни дејствија, бидејќи се вклучени според официјалното соопштение многу обвинители во таа истрага. 11 и се надевам и уверен сум дека сето тоа ќе се истражи, па мислам и исто така сметам дека треба да се прошири истрагата. Нормално, во една законита, обезбедена доказна постапка каде што ќе се утврди евентуално основано или основи на сомнение за одредено физичко лице.
Апелирам до политичките партии да се воздржат од употребата на наводи кои што отежнуваат истрагата и сметам дека не само политичките партии, него секој еден во нашето општество треба да допринесе да ова трагедија никогаш повеќе не ни се случи. Како што рече професорот, со превенирање да не се случуваат вакви несреќни случаи. Како ја коментирате досега? Како ја оценувате досега истрагата? Знаете како? На нас ни се случува многу несреќи на нас. Токму поради тоа граѓаните се недоверливи. Но она што е факт и она што го видовме на вистина е за пофалба. Во кој дел? Во делот на брзата реакција на Министерството за внатрешни работи, во делот на координацијата јавното обвинителство на Република Северна Македонија со стварно надлежното јавно обвинителство во Кочани, како и делегирањето на многобројниот обвинителски тим кој што го направи јавниот обвинител, за да во една акција, вклучително и други институции, се допринесе да барем граѓаните се уверат дека може да биде, како што вети обвинителот, брза и ефикасна истрага. Тука морам да потенцирам дека брзата и ефикасна истрага може да доведе до опасност каде што може да има лица кои што во моментот може да немаат никакви индиции за сторено кривично дело. Затоа треба да сме внимателни. Не значи дека ако према сите е отворена истрагата, дека утре и сите треба да бидат одговорни за истото. Но во исто време, со оглед на обемноста на истрагата, доказниот материјал, како и обврската по закон на јавното обвинителство и Министерството за внатрешни работи, мораме да бидеме сите внимателни околу обезбедувањето на законитиот начин на доказите, кои што утре ќе бидат презентирани пред суд. Тоа е нешто согласно Европската конвенција за човекови права, во делот на лицето кое што е осомничено. Токму тоа мислам дека го говореа и министерот за внатрешни работи, како и јавниот обвинител на нашата држава. Премиерот кој што мафтеше со документи, рече дека по цена да се наштеди на истрагата, треба да каже кој и споменуваше дури имиња на осомничен. Знаете како, не само премиерот, него и политичарите, вклучително и тежината на премиерот, вклучително и на сите тие јавни личности, јавни функции, понекогаш знае да проработат и емотивни моменти. Сметам дека тука премиерот можеше да се воздржи од посочување на тие докази како докази кои што може да бидат контаминирани или евентуално посочени како докази кои што понатаму ќе бидат оспорувани пред суд. И мислам дека алудираше на тоа премиерот, каде што мислам дека добро ќе го цитирам, и по цена да се загрози истрагата, јас како човек и како премиер морам да ви ја укажам следнава работа и ги посочи сите тие лиценци кои што според тврдењето на Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство представувале доказен материјал, но мислам како поминува време дека сето тоа ќе се изфилтрира и ќе се истражат во детали сите тие евентуални сомненија на сегашниве осомничени лица, како и било кое друго лице кое што евентуално би било фатално. Бидејќи Куцевски најави дека ќе има осомничени и за непостапување, не само за постапување, некој што си ги занемарувал своите должности изминатите 13 години. Професор Димовски многу малку се зборува околу постапувањето или непостапувањето на полицијата. Началниците на СВР Штип и ОВР Кучани, 7 и помошници и така натаму, сите беа разрешени за да не влијаат и на истрагата, и емотивно и секако. Меѓутоа, никој од нив, барем засега, не е дел од истрагата. 7 полициски службеници се други, се осомничени, тие веќе имаат и притвор, нив ги осомничи обвинителството за гонење, организиран криминал и корупција.
Имала, и сега се отвори тука дилеми, имала ли полицијата надлежност да интервенира, немала ли полицијата надлежност да интервенира, со оглед на фактот дека и во Кобната вечер таму имало полиција. Биле во лов на малолетници, лов во трговија за дрога. Значи имале некаква наредба, знаеле каде влегуваат, знаеле каква е општата состојба на крајот на денот кога влегле во некој простор каде што место 200 луѓе имале 600-500 и некако логички е да изреагира, барем лаички. Што требало полицијата да направи? Што и да се случи во нашата држава, прва на тапет ја ставаме полицијата. Иако можеби нема доволно ингеренции во тој дел, можеби нема властување за постапување таму, можеби не биле влезени во конкретните планови и, ајде, хипотетички се разборуваме, можеби немало ни услови тоа да го направат, затоа што овде, како што вие рековте, верижни се активностите на низа на институции кои што не превземале, се лишувале од некакви си објективизирања на се она што го гледале таму или што го слушале, за да го објективизират во смисла на конкретни извештаи да дадат, па крајно и да го затворат објектот дека бил ваков или таков. Факт е дека не би сакал да изигравам сега јас некаков си адвокат на полицајците, не на полициските службеници, меѓутоа реално кај граѓаните веќе се шири таа фама дека се што се прави во државата треба полицијата да го расчисте. Ако земете во самите ингеренции, ако прочитате во на другите институции кои што постојат, кои што сега ги посочивте во дел вие, ќе видите дека сите тие имале многу поголеми ингеренции во она што треба да го прави полицијата. Факт е дека полицијата има удел во сето тоа. Еве крајно биле присутни на лице место. Ова не е прва забава што се организирал во тој клуб. Забавата како таква, очигледно дека си била навремено сето тоа документирана. Полициските службеници имале задача оперативно-тактички мерки да превземат и да си сработат она што им е во нивна надлежност, а тоа е да идентификуваат, пронајдат и евентуално ги отстранат од објектот одредени малолетни лица. Така барем беше согласно официјалното соопштение. Можеби имали оперативни работници кои што биле во потрага по евентуално лица кои што се бават со дистрибуција на дрога, психотропни супстанции и така натаму. Таа информација реално не ја добивме, меѓутоа претпоставувам дека имало. Факт е дека сите сметале дека тој објект има соодветна дозвола затоа што функционирал години и години, како што каже адвокатот, негде од 2012 година. Што значи дека тоа е огромен период и сите веруваме, нели, по на сваќање наше дека што нешто работи, очигледно дека е легално тоа работење. Сосема поинако е, не е на полицаецот да оди да бара сега, да почне тој да бара, дали имаат тие се она што треба за противпожарна заштита, да побара документи како е граден објектот, од какви горивни материјали е составено, самите ѕидови, таваните, се она што е таму инвентар и така натаму, затоа што тоа го имаме и колку што се сеќам и одредени други експерти или лица кои што знаат, го споменуваа сето тоа. Има документи кои што постојат, правилници за тоа како и што треба да има во однос. Противпожарен елаборат. Ете така за противпожарно. Факт е дека ние пак секогаш се вртиме кон полицијата. Што требала таа да направи? Гледаме дека полициските службеници, образложението беше дека се разрешуваат заради влијание кое што ќе го имаат. Факт е дека тие се емотивни во оваа фаза и добро би било да се стават лица кои што ќе размислуваат со ладна глава. Затоа што под влијание на емоциите можат да превземат некое действие кое што може утре да не чини цела постапка или евентуално да не чини низа на последици кои што можат да настанат дополнително. Од тој аспект претпоставувам дека полицијата постапила онака како што треба да постапи во делот на организација на тие оперативно-тактички мерки и ништо повеќе не сторила, да кажеме, за греф, да и се припише греф во оваа ситуација сега. Сега, ако вратиме се малку поназад филмот, ќе видиме дека има повторно одредена одговорност кај одредени лица кои што биле одговорни за сите оние документи за легалноста на објектот. Да се види дали е легален објектот, дали функционира по сите оние правила кои што ги имаме во рамки на ингеренциите на полицијата. Тој начин на сообраќајно регулирање, дали има тие сообраќајни услови, ги исполнува и така натаму. Меѓутоа, земете дека во градовите, каде што се поставени сите вакви објекти за забава, многу тешко можете вие во нашиве мали градови да пронајдете
такви решенија, совраќајни решенија. Ние во Скопје, во сред центар не можеме да пронајдеме така, решенија точно за актуелни За клубови актуелни. кои што останаа без лиценци изминатава Ете така. 2 недели. Едноставно не можеме такви решенија, но мора да се издадат. Факт е дека на младите и на нас повозрастните ни требаат и такви клубови. Ни треба негде да излеземе, ни треба нешто посебно да Знаете направиме. што ми е поинтата? Поинтата ми е ако ја пак ќе кажам, да, тие работат по наредба, дошле таму малолетници да бркаат и предпоставувам дека е тоа. Меѓутоа, ако ќе влезеш во објектот, кога ќе го видиш дека е пренатрупан со луѓе, дека ги има тие фамозни прскалки кои што нема висина, нема ширина на објектот, дали воопшто само иницијативно може да изреагира полицијата с цел да се спречи посериозна катастрофа? Да, никој не очекувал дека ќе пламне тоа и ќе изгори за 5 минути. Замислете што ќе се случеше ако некој од полициските службеници, се зборуваме хипотетички, Да, еден од тие полицајци е меѓу изагринатите. влегува полицискиот службеник, забележува дека има повеќе, не може да ги брои. Оди на самата билетарница, прашува колку имало продадено билети, гледа дека внатре се многу повеќе, тоа е веќе политика на сопственикот, не е негова, и тој да ја прекини забавата. Знаете ли што се случи понатаму? Тој полициски службеник може утре за утре да добие дисциплинска постапка затоа што постапил надвор од оние што рековте дека има тој наредба за постапување. Тие си ги превземале оние дејствија кои што им биле ставени во надлежност да ги превземат таа вечер. Претходно требало друг да направи проценка заедно, а тоа се неколку институции заедно да ја направат севкупната таа проценка, да ги утврдат сите оние ризични точки кои што постојат во објектот, за утре, задутре, да може, низ соодветна постапка, да му се наложи на газдата прво да ги отстрани, ако е можно, и да му се даде соодветен разумен рок, тоа да го направи, во спротивно да се укине. Меѓутоа, ајде сега малку да се оддалечиме од Кочани. Потврдивме, барем она што слушаме, дека голем број други објекти не ги исполнуваат условите, иако имаат легитимни лиценци, и ни споменаа дека има и повеќе кои што имаат исто фалсификувани лиценци. Јас друго се прашувам. Зашто сега и према нив немаме исти постапки како во Кочани? Во Кочани ја имаме несреќата, меѓутоа и овие ваму едноставно предизвикуваат опасност, затоа што немаат соодветни услови. Ајде да ја направиме истата постапка како за Кочани. Ајде и добар дел да преиспитаме каде се пропустите. Дали е во полицијата, како што вие сакате да ја фрлиме цел товар на полицијата. Не, вие, мислам, пардон, се извинувам. Едноставно низ разговоров да не ја фрламе цела вина на полицијата. Имам и за ДП и за УЈП прашање. Ке стигнеме до таму. Сите институции во нашава држава треба да имат една координација заедничка, како што сега еве кажавме дека добра координација има помеѓу полицијата и јавното обвинителство, што е неминовност практично и што е и потреба. Дајте да провериме секаде како ги добиле лиценците, тоа ќе се проверува сигурно, меѓутоа зашто не ги исполнувале условите? Ајде сега да ги превземеме сите тие активности, кој им давал дозвола досега? Немаат лиценца, не ги исполнуваат условите, некој им давал дозвола. Им работат сериозно. Сериозно. Да чекаме несреќа друга да ни се случи, тоа ли? Затоа, ако превземаме мерки, ако сакаме навистина да расчистиме со многу активности во државата, треба од некаде да се почне. Треба да почнеме од некаде. Еве, нека биде сега стартот. Да одиме многу пошироко, да зафатиме, оттаму, ако има потреба, и полициски службеници да се менуваат од нивните позиции, ако се потврди дека се емотивни, се пристрасни, не се ефикасни во извршувањето на нивните активности, немаат резултати во работата, можеби се приклонети или еве под некаква си можеби сомнеш дека имаат мито и корупција или не знам што, ние во ова општество се навикнавме веќе, ни стана стил на живење да се сомневаме во се и се што, и се не удира на мито и корупција. Затоа што стилот на живот веќе ние ако одиш некаде размислуваш со што да се покажеш, ајде така да го кажам сето тоа, или што да му однесеш на човекот. Сите тие размисли ги имаме. Зборувам за услуги кои што се јавни услуги, кои што треба да ни ги пружат без таквите додатоци. И сега, повторно, пак знам дека превладува кај граѓаните таа размисла, и полицајците биле подмитливи, и началниците биле подмитливи. Додека не се докажи, таа презумпција на невиност треба да ја почитуваме до крај. Додека не се докажи. А зошто се променети? Тоа е токму она што кажавте, оние кои што се осомничени, ќе се утврди конкретно нивната вина. Дали постои или можеби не постои. Добро, ако митото и корупцијата и јавниот обвинител и Министерот за внатрешни работи ги стави како дел од
од пакетот за тоа што се случувало, како вели министерот за внатрешни работи, каде и да копнеш, наоѓаш ерозија на системот кој што е криминален. Сакам да ве прашам, утре Штипска апелација, уште се таму жалби, притвори и така натаму, вие кажавте на почетокот, утре Штипска апелација треба да одлучува по жалба на јавно обвинителство за приначување на притворите куќен, од ефективен во куќен на двајца поранешни градоначалници, Радко Димитровски и Никол Чојлиев, за поранешната директорка на ДПИ Анита Симевска Димовска, јавното обвинителство не вложи жалба, таа останува во куќен притвор. Што очекувате? И како баш од сите осомничени поранешните двајца градоначалници одат во куќа? Не би сакал да се впуштам во преюдицирање на одлука на повисокиот суд, но од моето досегашно искуство можам да заклучам дека апелациониот суд во Штип е навистина стручен суд кој што ќе ги цени сите наводи и во делот на изречената мерка куќен притвор и во делот на жалбените наводи на јавното обвинителство. Но овдека се поставува едно логично прашање. Што е поразлично во делот и што е променето во оној момент кога судијата на претходна постапка одредува мерка притвор, за 5 до 6 дена Кривичниот совет на Основниот суд Кочани ја уважува жалбата и го менува мислењето. Знаете како? Основниот суд во Кочани, јавното обвинителство во Кочани се мали места и по надлежност, значи се наоѓаат во иста зграда. И ме зачудува фактот да речеме некои други лица кои што според описот во самата истрага се помалце инволвирани, да се во притвор ефективен, а татковците на градот Кочани, кои што во изминатиот период од 12 до 2025 година се менувале константно, бидат, замислете, двајца со куќен притвор, а сегашниот Папазов, господин Папазов, е во ефективен притвор. Што е поразлично за господин Папазов? Што е поразлично за поранешниот министер Крешник Бектеши, кој што патем не е на функција? Што е поразлично за некој обичен службеник кој што бил вработен во Државен пазарен инспекторат или во Министерство за економија, кој што патем и не работи повеќе пред 4-5 години? Тоа треба да го види апелациониот суд во Штип и навистина да ги разгледа сите тие наводи кои што во моментот сметам дека одат во прилог на јавното обвинителство. Што туку започната истрага? Да се овозможи куќен притвор за двајца татковци на градот, кои што патен повеќе не се, а за едниот актуелен кој што исто така поднесе оставка да остане во притвор, ми е нелогични одлуки, но тоа се судски одлуки, не секам да преюдицирам и не секам да се впуштам во одлуките на кривичните совети, но јас се надевам дека овдека ќе се разгледа сериозно наводот на јавното обвинителство. А во делот на поранешната директорка, мислам дека образложението на решението е заради здравствени проблеми и тука хуманиот аспект преовладувал и во делот на родовата припадност и сметам дека можеби во овој момент и заради тоа обстојува таа мерка куќен притвор. Доколку остане мерката куќен притвор на двајцата поранешни градоначалници, тогаш, според мене, сите тие понатамошни предлози кои што ќе се доставуваат од колегите и од осомничените треба да бидат уважени од Основниот суд Кочани во делот на останатите осомничени лица. И сметам дека тука треба да направиме еднаквост во делот на мерките и во делот на превземените действија кои што им се ставаат на товар со истрагата. Кажавте, ерозија на системски проблеми доведоа до несреќата. Се сложува, но тие системски проблеми
според мене не се само од 2012 до 2025. Тој период е земен како период на работа на пулс, на дискотека, кабаре и така дали. И јас сметам дека ние веќе од независноста па наому се мачиме да изградиме стабилен систем кој што нема ни да помислиме да ни се доведе во ваква ситуација да ни загинуваат наши млади деца, посебно не на ваков начин. Секој има право на безбедност, секој има право на живот во она место каде што живее, а тоа го прави државата, која што преку своите правни норми и според прописите кои што ги има уредувано и контроли кои што се по закон обврзувачки за секоја институција, да не ни се доведуваат вакви немили настани, патем да не заборавиме, овој немил настан и ја вивна Македонија во негативна смисла во светот. Значи, сите светски метрополи, сите светски медиумски куки, како и сите држави изразија сочувство према нас. Да се надеваме дека повторно нема да ни се случуваат вакви работи, а најмалце ќе има ситуација каде што ќе се доведат млади деца да не дај Боже ги загубат своите животи. Тука правиме пауза за реклами. Продолжуваме со разговорот во 24 анализа. Асмир Али Спахич, адвокат, Злате Димовски, универзитетски професор од факултетот за безбедност. Професорот неколку пати ги споменавме сите оние верижни постапувања, непостапувања. Имаме сега периодов, односно пред неколку дена, интересна паралела се прави со актуелниот министер за економија и поранешниот. Поранешниот е осумничен и е во притвор. Актуелниот, кој што е веќе 9 месеци, 10 министер, вели дека тој немал никаква, министерството со кој што тој раководи нема никаква законска надлежност, ниту располага со механизми за проверка на валидноста на лиценците и дека тој нема никаква вина. Секако може Дурмиши да нема никаква вина, а Бектеши да има вина. Што требало Бектеши? Ние споменавме овде заедно дека се работи за еден долг временски период и не е само сега, дали Бектеши, Дурмиши или не знам кој, можеме да бараме од 2012 и така натаму да видиме тие лиценци од кога се издадени. Сите министри. Апсолутно, сите министри нека одговарат сите подеднакво. Не ја знам цела ситуација со Бектеши зашто се сомничи искрено, меѓутоа од она што слушаме дел. Тоа е парцијално. Едноставно мислам дека нешто е пронајдено, има некој доказ кој што е доста валиден, што го убеди и судот и судијата во претходна постапка, тој е представник нели од судот, да утврди и да одреди притвор практично. Значи има нешто. Јас не го знам тој момент, дали се случува нешто што можеби навистина е докажано веќе, или самиот министер како таков е заради неговата одговорност. Неговата одговорност која што е. Факт е дека кај нас се наметна едно мислење дека министрите или политички лица имаат само политичка одговорност, не сваќајќи дека тие имаат и кривична одговорност, имаат и морална одговорност крајно. Сето тоа треба да се стави во еден комплекс на активности кои што би требало да ги разгледаме во оваа функција сега и не може некој да каже дека не бил виновен од 2012 до сега затоа што си заминал од функцијата или не знам што направил. Едноставно треба да побараме отчетност од сите кои што биле инволвирани во овој временски период. Она што дополнително ни треба навистина ние да самите себе си се освестиме како граѓани. Не можеме да ја фрламе само вината на одредени лица. На едното е исто, а осомничено, не осомничено. Дајте да гледаме малку пошироко. Она што и претходно го кажав, навистина ние треба да побараме отчетност од сите кои што биле во министерствата, во различни министерства, затоа што ја споменуваме повеќе институции кои што се одговорни. Дирекции, директорати. Апсолутно. И да видиме нивната работа. Дали нивната работа е само, она што вие го кажавте, по допрен глас, по пријава,
Или евентуално тие треба по својата службена должност да си работат, она што сега пред малку го дискутиравме ние. Да, сега ќе се менува тој закон, сега ќе бидат облигаторни проверките, бидејќи како што велат засега, инспекторите само по пријава можеле да излезат на терен. Еве ја прашувам зошто никој од сите тие функционери во Кучани не пријавил на крајот на денот. Па добро, може ли Реторички е може ли граѓанин Да, може ли граѓанин? Може ли некој кој што е конкуренција, за друг клуб да го пријави и така натаму, може би имало и пријави, не можеме ние да знаеме од оваа позиција, не знам. Не мора, Душица, извинете што упаѓа, не мора по пријава, може по службена должност. Да не заборавиме дека директоратите и дирекциите за своите действија и превземање на надлежности постапуваат и по службена должност. Така да ме зачудува фактот зошто ниту една дирекција, ниту еден директорат во овој период случајно не провериле по службена должност. А кога сме веќе кај поранешниот министер Крешник Бектеши, сакам една паралела да направам со градоначалниците кои што претходно кажав. Како тоа се сомничат сите тројца градоначалници во оној период од 14 години или 13 години, а не се сомничат, да речеме, сите министри од тие 13-14 години кои што се менувале. Не можеме да замижиме пред тој факт дека во својата надлежност за издавањето на лиценци е Министерството за економија. Токму во тој период, од 12 до 25. Не заборавајте дека од 12 до 25 имате многобројни промени во министерствата. Па дури и на министри кои што биле и пред Крешник Бектеши, господин Крешник Бектеши, и после Крешник Бектеши. Па дури и сегашни некои актуелни, кои што сметам дека треба да си проверат која е нивната надлежност во делот на постапување во Министерството за економија. Не можете да излезете вие на пресконференција да кажете дека Министерството за економија не е надлежно во делот на лиценците, за издавањето на лиценците од ваков вид на објекти. Министерството за економија по закон е надлежно за издавање на лиценци од ваков вид. Ние имаме апсурд каде што поранешни двајца директори на Државниот пазарен инспекторат се осомничени, актуелниот не е. Ги споменавте полициските началници и полициските службеници. Имате ситуација каде што им се определува мерка притвор на 7 души, чином, поправиме ако грешам, а имате 7 полициски службеници кои што се само разрешени или се тргнати од работните места со суспензија на неодредено време. Сега, тука се поставува прашањето, како тоа за претходните е утврдено сомнение и издигнато на основано сомнение, а за овие кои што се утврдени суспензии не се издигна за отварање на истрага на основано сомнение. Објаснувањето на Министерството за внатрешни работи е дека внатрешна контрола постапува во тој дел. Се сложувам во координација со јавното обвинителство за организиран криминал. Но можеше ли во исто време да се постапува и за останативе? И јас, според мои сознанија, има врвни професионалци кои што се веќе во притвор од полициските службеници, кои што патем се и пензионирани веќе неколку години од началниците и полициските службеници, кои што укажувале и кои што превенирале во давањето на службени белешки, известување во делот на безбедноста, укажување на проверки и така дали, и тоа е све документирано и ќе биде предмет на истрага. Затоа ние треба малце пошироко да гледаме и да ги провериме сите детали, затоа што ова е пресвртница понатаму како нашата држава системски ќе си ги средува не само проблемите во оваа дејност, него секаде во било која предвидена дејност во нашето општество. Го начнавте, професоре, како рестарт на системот? Како? Да. И не само таму, ги назбројавме несреќите кои што ни се случија така одамна, за кои што немаме судски разрешници, се враќаа во почеток, кај што исто загинаа многу луѓе. Собраќајќи ни се случуваат буквално секој ден со смртни последици. Видете, едното е на Р буквата и другото е на Р буквата. Тоа поаѓам. Реформа, јас откако постојам, откако знам за себе, сум во некоја реформа. Реформирано основно образование, реформирано средно образование, реформиран систем, реформирано високо образование.
Сега еве стигнуваме до тоа рестарт. Сега ќе употребуваме зборот рестарт. За да се рестартира нешто, треба да имате систем кој што ќе го рестартира. Меѓутоа, џаба вие да кажете со активност дека од денеска се рестартираме, ако имаме оваа свест. Зборуваме за нашата свест. Многу ми смета искрено кога прво не ги почитуваме правилата и прописите кои што се дадени. Еве во сообраќајот ги споменавте и вие. Во сета оваа гужва која што ја има, во сите овие едноставно гинења секој ден на прекрасни луѓе, на деца и така натаму, прегазување нивно па сообраќајки, никој од нас не се запрашал зошто тоа ни се случува. Дајте тогаш да стварно драстични мерки да превземеме во тој дел. Дајте да се рестартираме сите. Не се виновни само возачите, не се виновни само пешаците, патиштата. И да погледаме едноставно сите фактори кои што придонесуваат до такво нешто. Вториот дел. Дајте да видиме зошто ни се случуваат несреќи. Еве имаме убиство на жена. Ранување на жена, меѓутоа сепак тоа е убиство во државна институција. Апсолутно во државна институција. Центар за социјални работи. Во центар, да, влегува и пука. Зошто избегал од одредена институција? Сите тие работи, добро е што сега брзо ги добиваме информациите. И тоа е. Ако земеме од поранешно време кога институцијата додека се свари, да кажам, додека стигне до одреден степен, ќе ја заборавевме или евентуално веќе ќе беше завршена, стигнато до некаков си крај, дали пресудено или евентуално во некаква си предистражна постапка, завршено и така натаму. Сега ги добиваме катадневно, тоа е заслуга ваша на новинарите, новинарските куќи, и едноставно забележуваме дека преоптоварени сме со криминал, со дејствија кои што многу не загрозуваат сите нас со тие ризици. Еве, се наметнува сега еден страв кај сите млади родители. Што правиме со децата? Имавме дојави за бомби во училиштата. Пазете кај што го ставате нешто што е најдрагоцено, го ставате своето дете и некој ви кажува дека тоа е хибридна закана, не е тероризам, хибридна закана е, и сега се прашуваш ако не е тероризам, полошо од тероризмот била хибридна закана. И луѓето се прашуваат што е сето тоа. Имаме низа на активности, работи кои што ние треба навистина да си ги објасниме, а не да се правдаме дека ние во тој дел имаме, она што најмногу ми смета е стратегија. Што имаме ние? Имаме стратегија, имаме акциски планови и ќе ја завршиме работата. Тоа парче хартија некој треба да го подигне на ниво на активност, на превземање на дејствија и така да функционираме. Парцијалните делови. Еве, ние дадовме иницијатива, ќе ги воспитуваме, не знам, пешаците, не знам што ќе правиме и така натаму. Не е тоа. Ќе чекаме Safe City во 2026 да правиме. Така е, дали Safe City или не знам што ќе чекаме друго. Додека ние не го промениме мајндсетот, додека ние не почнеме да размислуваме во позитива. Државите кои што се, еве, на западот ние нонстоп се повикуваме, че знаеме да бидеме примени во Европа и така натаму. Таму оделе со драстични мерки. Дури некои држави од нив, ако земеме по број на закони, по број на донесени акти, се многу посиромашни, да кажам, ајде тој збор ќе го потребам, посиромашни, меѓутоа се почитуваат. И обичајното право се почитува. Се почитуваат и низа на други морални норми и така натаму. Кај нас вредностите ги изгубивме. И од тој контекст, за да се рестартираме, ќе треба ние сите да сватиме дека треба да правиме прво држава. Втора работа, секој поединец придонесува во оваа држава со своето однесување. Секој, и јас, и вие. Не може за мене да важи едно, да поминувам јас на црвено и на жолто светло, или она што најчесто ни се случува, ќе подотвори прозорот, ќе фрли опушок од цигара, тоа не било загадување на околината, него да не му мириса во самата кола. Замислете кои ниски страсти се јавуваат кај сите нас, зборувам кај сите, се ставам и јас во тој кош, затоа што, не е проблем. Тоа ќе помине. Имам човек, ваму имам човек. Апсолутно. За да се рестартираме, треба целото општество да се усогласиме и да кажеме, дајте од денес ќе правиме вака и вака. Сите оние што ќе прават поинаку, ќе ги осудиме прво низ етичките норми, моралните норми, обичајното право и тек послем со она што е законски. Моето мислење е токму така, ние да почнеме некаде. Да не ги воспитуваме децата дека сме ние многу богата држава, која што имаме премногу богатства и така натаму, него да кажеме како што ги воспитуваат во други држави сиромашни сме, меѓутоа за да постигнеме, ние мора одредени норми да ги почитуваме. Факт е дека немаме почитување, не ги учиме децата да почитуваат. Што велеше мојот покоен татко, кога дојдов вика, кога бев дете се почитуваа возрастните. Кога дојдов јас да бидам возрастен, се смени времето, ги почитувавме младите. За мене почитување не остана никаде. И практично, еве ако земете, токму тоа време е сега повторно. Едноставно, како што ни доаѓаат генерациите, јас гледам по студентите.
генерациите, нека ме простат, меѓутоа се полоши во однос на воспитувањето зборува. Иначе капацитетот им е невероватен, али воспитувањето недостасува. Нам тука ни фалат одредени елементи, одредени сегменти, за да можеме да се рестартираме. Тие се нашата иднина. Ние можеме само да ги поддржиме, да им дадеме насока, можеби и одредени наши размисли во тој дел. А ако од таму тргнеме, ќе бидеме успешни. Но професоре, тоа се прави уште од раѓање, од градинка, основно образование, средно образование, имплементирање на сите тие правни норми, обуки, укажувања, се со цел да дојде да се изгради личност која што утре ќе ги почитува сите тие правни норми. Се до тогаш ние ќе се обидуваме постфестум, како што рековте, да решаваме проблеми, каква што е и една ваква трагедија. Ама ние имаме држава во која што се уште не е откриен извршувачот на атентат на првиот председател. Имаме држава во која што живееме, во која што денеска во Тетово по 3 години по трет пат се одложи судење за убиство, односно прегазување на млада девојка на улица. Да не зборувам за кабелот во модуларната што е виновен, за Дурмотурс, за Беса Транс, за сите тие големи трагедии. Зборуваме за морал. Во оваа држава имаме само една оставка од морални причини. Палер Македонија Антони Пешак. Немаме друг министер што доживеавме оставка од морални причини да. Господин Филипче ја понуди премиерот Огашен Заев, не ја прифати, ако се кажете, за модуларната. Да, така беше. Откако Илир Хасани ја поднес. Точно така е, господинот Илир Хасани ја поднесе и ја прифатија. Ете, трагедијата во Охрид со бугарските туристи, например. И таа е дел од... За многу кратко време... Луѓето немаат доверба ниту во државата, ниту во тие што треба да го спроведуваат системот. За многу кратко време ни се случија многу трагични настани и се случуваат се уште. И знаете како? Обичниот граѓанин се помалце верува во тоа да не дај Боже нешто не ни се случи утре, можеби, задутре. Следејќи ги разните коментари, анализи на социјалните мрежи, обичниот граѓанин револтиран, се плаши да излезе, се плаши да влезе во автобус, се плаши да влезе во дискотека, се плаши да отиде на пазарче, се плаши да разговара со некого, не дај Боже да не му се случи. За да го изрази својот револт или без доживува да биде заокружувани, да бидат со или етикетирани. Сега не изборувам само сега, и предходно политички етикети. Жално е тоа да се ние во државата го доживуваме како политичко ривалство. Значи ние треба да се издигнеме на сето тоа и сите заедно да изградиме нашава држава. Само така за идните генерации ќе имаат подобар живот. И да не ги злоупотребуваат ваквите несреќи не само една политичка партија која што е на власт или утре може некоја друга да биде, воопшто да не се, според мене, излегува на пресконференции од такви бомбастични најави. Замислете се, чека 7 дена да помине прогласената одлука од влада, 7-дневната жалост, и утре се искача на пресконференција од една политичка партија. Од денеска немаме молчење, одиме сега да напаѓаме. Добро, а имате ли почит да се уште не се упокоени ниту децата што починаа, ниту децата што се лечат, кои што се борат за своите животи? Ама од друга страна па имаме собрание кои што се земат 2 недели мини одмор, не одржани комеморативна седница за жртвите, не оддадени почит кон жртвите, избраниците на народот 120 решија да седат дома за да не се искарали. И тоа благодарејќи на вас, јавноста, ние го дознаваме тоа, дека има таква одлука на парламентот. Околу рестартот на системот. Тоа е абсурдот. Тоа замислете 2 недели пратениците кои што се најповикани да одржат у најмала мера комеморативна седница или да се активни меѓу народот, бидејќи се избрани од народот, они земаат одмори со цел да евентуално прошетаат. Според дирекцијата за заштита и спасување, првиот ден на 16 март ние ги снимавме, оттаму имаше став дека овој концерт, дали може тоа како концерт да се квалификува, јас не знам. Забава, настап, бидејќи нели концерт треба да биде малку на други се. Зависи каде. Да. Ова било основното место. Да, се случували и појаки забави таму, така да
според тоа што видов на социјалните мрежи, многу и поризични Со поголем број на граѓани патен на тоа, сите го кажуваат тоа. И со точки, со обнови, со се и се што. Според Државата за заштита и спасување, значи настапот, концертот не бил пријавен. Немало ниту противпожарна екипа на противпожарна заштита, немало возило на ИП на медицинска помош, немало елаборат за противпожарна заштита. Сите знаеме какво било тоа, дека имало сунѓер, имало само еден влез, еден излез, една блокирана врата затворена со катанец, немало хидрант и така натаму. Дали требало да, морало да биде пријавена тоа случување, 650 луѓе биле на едно место? Согласно законот, треба да биде пријавено 48 сати пред да се одржи. Зборуваме за масовни настани, за јавни настапи, зборуваме за манифестации и така натаму. И да се разгледат условите и евентуално ако не се исполнуваат тие услови, може органот за внатрешни работи да го забрани сето тоа во содејство со овие институции кои што вие ги споменавте, затоа што некаде немаме ние експерти, односно МВР нема експерти за таква проценка да направи. Сега, дали бил пријавен или не во оваа ситуација сега воопшто не е битно, сега во моментов, за самиот настан она што се случи. Ако некој повеќе водеше грижа, еве да кажеме, дали тоа е дирекцијата за заштита и спасување, дали евентуално некои други кои што требало да влезат, прво и основно да проценат. Ние треба и доправа сега да проценуваме и за низа на други објекти. Ние се уште имаме објекти, еве не сакам да ги плашам граѓаните, меѓутоа има многу објекти, така наречени бараки. Пате институциите се таму. Да, институциите се сместени, меѓутоа имаме и низа на такви објекти кои што се да не кажам под голем ризик или опасност, во кои што имаме и деца. Престојуваат и деца таму. Едноставно, дали тие проценки ние треба да ги направиме? Треба да ги направиме. Дали некој требало да влезе и да погледа се она што треба да го исполни? Прво газдата требало тоа да биде свесен, што треба да направи газдата, или сопственикот, или оние менаџерите кои што се, и тие пред се и над се од хуман аспект да прилагодат услови кои што би биле безбедни за оние кои што ќе доаѓаат. Тоа е првиот услов. Оти замислете вие, ајде ова да не се случеше, ние не добиваме доволно информации, некогаш имаме во одредени објекти се точи алкохол кој што не е соодветен. Раствор од некакви се не знам какви алкохоли и така натаму. И сето тоа си поминува. Тие ќе отидат во токсикологија, ќе утврдат вака така, меѓутоа ништо после тоа не се случува затоа што еве ќе пријави во инспекција, инспекторот ќе оди таму, ќе утврди дека се е окей. Ќе проба, се е во ред. Едноставно непревземањето на дејствија е големиот пропуст. Требало некој да направи проценка. Постојат правилници, постојат закони соодветни за тоа какви треба да бидат објектите. Точно е пропишано. Објекти, еве баш ги потсетив денес студентите мои дека на последниот испит кој што ги имавме по методика на истражување на пожари и експлозии, едно од прашањата беше кои противпожарни дејствија треба да ги превземат превентивно оние што се организатори во дискотеки. И студентите одговорија на прашањето по големиот дел, тие што не знаеа. И денес баш си го повторивме тоа знаење што треба да има. Значи, одиме на солуција да имаме правилници, имаме закони, све постои. И сега, каде е пропустот? Пропустот дали е намерен, ненамерен, се одговара. Кој треба да одговара? Треба да се направи листа. Очигледно дека многу поширока листа на одговорни и во временски интервал кој што е многу поголем од овој кој што сега ние гледаме, и да видиме зошто е постапувано или зошто не е. Факт е дека, и верувам, интимно верувам, дека има доста службени белешки, службени материјали кои што се пишувани за односот, начинот на функционирање, како екзистирала самата таа дискотека, што ја викаат, нели, дискотека, и ако сега се вратиме назад и ги земеме тие материјали, ако се направи на нив анализа, тогаш на крајот ќе се испостави па зошто не е затворено или зашто не е постапено по сето тоа. Јас не верувам дека оперативните работници од Кочани или пошироко од Штип и така натаму кој е надлежно таму, сите оние кои што се задолжени за таа противпожарна заштита, дека не влегле, дека не виделе, дека не напишале материјали. Сега, кој требало да превземе дејствие?
Не може еден оперативец ако напише материјал, тој самиот доди да каже јас ви затворам денес. Имаме тука навистина низа на постапки. Веднаш ќе биде тој одговорен. Ви кажав и на самиот почеток дека ние едноставно проактивно тешко можеме да делуваме како поединци. Проактивно како институционално или да кажем општествено, исто така е многу потешко. Па зошто ни е тоа потребно, па ние трошиме сили, ресурси и така натаму, а тоа ни треба за да постигнеме она оптимална безбедност граѓанинот, што е задолжение на државата, граѓанинот да се чувствува безбеден. Секој поединец, како група и како севкупно општество да се чувствуваме безбедни. Тоа е поентата на безбедност. Овде се нарушени одредени елементи. Она што го споменавте преска, последниве години е актуелна таа пиротехника и употреба на затворен простор. Дискотеки, ресторани, кафичи. Во тој дел не сум забележал било каква контрола. Ако ние знаеме во таа дискотека дека наназад се употребувало многу пати таква пиротехника, зошто тогаш било кој од овластените службени лица задолжени за тоа не поставил прашање дали може, не дај Боже, да се случи нешто што и веќе се случи? Второ прашање, ако во таа дискотека е дозволено 200 до 250 лица да бидат, според неофицијални информации бројката била 650. Тоа значи... Според официјални, обвинител од Коцевски ја кажа. Така. Во рамките на истрага. Нека биде официјална, 650. Тоа значи дека неможноста или можноста да се излезе за останатиот дел од тие 400 граѓани е невозможна. Па токму тоа се случи. Ако вие за 200 лице предвидувате, тогаш имате карамбол кој што не може да излезе и паника меѓу граѓаните. И тука навистина се поставува прашањето што се случувало. Ова не е прв пат да влезат многобројни лица кои што влегле во дискотека. Еве само уште овој, еве само уште овој, еве само уште овој. Имавме ние стампидото во Хард Рок. Пожарот во Силекс. Така е. Каде што едва и живи луѓе спасува глава и се извлекува. Навистина тука сметам дека треба да се проверат сите пропусти и нормално да се имплементира сето тоа и да се сносат одговорност. Многу кој професоре го спомнавте овој момент околу противпожарната заштита, има според одредени информации и очевидци од преживеаните дека едниот ПП апарат од двата бил нефункционален и кога пробал сопственикот да го употреби, тоа било тригер за експлозија. Видете вака, противпожарните апарати треба да се проверуваат на секој 6 месеци. Тоа е задолжение на секоја институција, на секој објект и така натаму, и е потребно да ги има согласно капацитетот внатре, односно просторот кој што го има. Има точно математичка формула по кој што се пресметува колку треба на одредено место. Втора работа, во таквите објекти треба да има и хидрантска мрежа, која што би се активирала во тој момент. Понатаму би требало да бидат отстранети сите оние додатоци кои што се лесно горливи материи и кои што може да се запалат како ова со пиротехника или со не знам било што. За да дојде до запалување на одредени материјали, има точно пресметка кој материјал на колку се пали, на која температура се пали. Овде имало навистина лесно запалив материјал каде што една искра од пиротехниката пали. Толку треба. Штом се запали после тоа тој процес навистина многу тешко се запира затоа што е лесно горлив материјал. Штом е лесно горлив материјал, тоа што е проблем. Сега треба обвинителството да побара или да пронајдат евентуално со кримтехничарите дел од таа материја што била составена, ние слушнаме сунѓери што не верувам дека било сунѓер, меѓутоа ајде, ќе веруваме во сето тоа сепак беа зборувања некакви, да видиме да се направи една хемиска анализа на самиот тој тавански простор, што бил покриен. Иако сега посвестум џаба, ние што ќе утврдуваме, меѓутоа во интерес на постапката ќе треба тоа да се потврди за да се утврди кој бил виновен во тој дел, односно зошто го направил сето тоа така. Сега ние треба понатаму навистина да обрнеме внимание на она што е пропишано во правилниците и во законот. Ние имаме посебно навистина обврска. Сите да проценуваме какви материјали ќе вградиме во одредени објекти. Како дома, има посебни за тоа правилници,
како во објекти од јавен карактер, наменети за голема маса, за помали маси и така натаму, просторни и така натаму. Сето тоа треба да се имплементира. Но, ајде пак ќе кажам, дали ние во овој период понатаму, тој условен рестарт со РР, нели рековме претходно беше да имаме некакви реформи, сега веќе рестарт да направиме, секогаш ќе се правдаме со недостаток на ресурси. Што човечки, што технички, што механички или не знам какви. Ќе мораме сега да обрниме повеќе внимание. Факт е дека секаде недостасуваат луѓе, а имаме премногу невработени. И тоа е интересно. Факт е дека се вработуваат по различни профили кои што не се адекватни во самите институции. Ако ги читате, од поодамна ги следам, дел од оние конкурси, буквално ако читате за навистина одредена професија, ви наложува таму или ви дава како конкурсен услов нешто сосема друго, фактички профилот го оцртува на личноста која што треба да биде примена. И тука е завршена приказна. Кој било друг? Да. Во вашата емисија претходно кога бевме тука со поранешната претседателка на ДКСК, испоменав надвор од емисијата дека кога беше таа избрана, тој состав, предходеше конкурс за да може да аплицираат поголем број на луѓе. Аплицираа многу, меѓутоа се поништи тој конкурс, затоа што имаше луѓе кои што навистина ќе обрнеа можеби внимание многу повеќе, не верувам дека и тој состав, мислам, не сакам да кажам дека тој состав не си ја заврши работата, но во меѓувреме се променуваат условите, се фиксираат на одредени само профил, замислете, и се изфрлат одредени профили кои што можат реално да помогнат во тој дел. И се избира таков состав. Што значи дека се прави профилакса на секое ниво на лица кои што се подобни. Сега, од таа подобност страдаме. Затоа би требало да се оди на квалификации, да се оди на способност, да се оди на профилирање на луѓе кои што навистина ќе можат да се остручат за реализација на одредени задачи. Тоа нам ни треба, да ги почитуваме сите норми и она што нас не боли во високото образование, да прекине процесот, да се најде модалитет, а модалитетите можеме да ги предложиме, да повеќе нема купување на дипломи. А тоа верувајте дека стана масовна еуфорија овде кај нас. Прекорачивме со времето, ве молам, само да ли очекувате ли судска завршница со правосилни пресуди? Не само да... Што ќе донесе правда? Не само да очекувам, туку и апелирам да навистина се превземе сериозна истрага во секој детал, како што наведов. Не само во конкретнава ситуација каде што се офатени одредени лица, туку и сите евентуални било какви пропусти за одредени лица и претходни и сегашни. Само да надополнам, правото на живот е неприкосновено право на еден човек. Не смееме повеќе да си дозволиме да системот и правните норми кои што се поставени во едно уредување на една држава, да правото на живот се одзема на таков начин како што онаа парола вие на почетокот ја кажавте, да се оди споро, освен починувањето доаѓа и смртта доаѓа брзо во нашата држава. Се надевам, мислам дека треба да има пресвртница во целокупниот систем и навистина сите да се ангажираме за понатаму да нашите деца живеат нормален живот. Сора. Да. Рестарт. Рестарт комплетен. Ви благодарам што вечерва бевте тука. Благодарам. Благодарам и на вас. Почитувани, ви благодарам на вниманието.